Јас имам 5 деца родено, само едно ми е останато, ми почина. И сега, откако се оперирав, пошто јас работев и ми остана стажот на пола, и вака викам, дома, едно душиче да израстиш, да го воспиташ, да биде нешто. Земи пример, финансиски да си јаг направи една кула, вила, нешто, што да е зграда, да пример, да речеме. Дали ќе има вредност? Не. А земи деце, исчувај, воспитај, школувај. Тоа дете, ако му Господ дал способности, уште 20 ќе повлече кога ќе дојде на нека одредена функција. Кога ја донесаа луѓе, не можам да се навратам на тие болни денови. Лазешо не може да оди, нејзините ножиња вака беа, во хикс. Главчето ти беше сплескано вака. Лежење, седење нос. Не можеш она да застане на нозе, немаше шанси немаше. А камо ли нешто течно да ја дадеш или да ја храниш? И што да правиме? Со кебиња, цел ноќ, ја люљаме. Ке ја разместиме да спи, она ќе стане, нема шанси. Со глава во зид удира во врата, лежи позади врата, не станува, се клати, удира. По природа, што вика симни, мама мори психолог си и дефектолог си, без факултет. Што да правам, како да правам? Со песни и со гушкање. Луѓе, гушкањето, можда и 30 пати на ден било. Пример. Можда е за вас лага, за мене е вистина, тоа не е за јас мери. Она сега дури ден со цавале која ќе стане не ме пушта пола сат во колку имам време. Има ситуации што морам одма да станам. Јас сепак сум мајка, сопруга, домакинка, стрина, вујна, се што сум, тетка, имам и внуки. И ако се обидам да станам, она има толкова снага и кај ќе ме завлече. И ми вика, демек не сум го исполнила тоа за денес, да ја милувам. И тоа вроди многу со плод. Оној што треба и сака да и размислува да биде згрижуваш, како прво треба да има срце, како второ да има одговорност. И како трето, љубовта што се дава е неизмена и возвраќа. Со плод која ќе се мора нешто која се трудиш интензивно и искрено, мора да вроди со плод. Кога ќе размислите, ако јас времето го губам, например, во кафичи, во скумши, празни муабети, што добивам јас? Ништо. Само губам. А вака, нели е убаво? Нели е убаво, се добива многу убава работа. Како прво едно дете го заштитуваш од дома, го воспитуваш да биде нешто. Дали тоа со нешто може да се покрие? Мислам, според мене не.